Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Во Делчево започна изградбата на современиот градски пазар, кој е капитален проект за Делчево и целиот регион. На отпочнувањето на градежните работи присуствуваа премиерот Зоран Заев, заменик председателот на владата Љупчо Николовски и директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Тие заедно со градоначалникот на општина Делчево истакнаа дека станува збор за проект кој е со регионално значење. Градоначалникот на општината Горан Трајковски рече дека целта е Делчево да добие современ градски пазар со целосна инфраструктура во смисла на отворен и затворен дел, каде ќе бидат испочитувани сите критериуми за соодветно чување и продавање на храната на најразновидната стока која ќе се продава. Овој проект, градскиот зелен пазар, реков е неопходна потреба за Делчево и тој има и регионално значење, но има и огромно локално значење за нашата општина, како општина која што е на крајниот исток на државата и каде што имаме многу често посетители од соседна Република Бугарија. Зборувам за пред корона кризата, но верувам дека ова ќе продолжи и за кратко време кога ќе заврши кризата, повторно ќе биде така, но и Делчево како транзитно место имаме огромен број на посетители и од регионот и од целата држава. Затоа овој проект, целта ни е да изградиме модерен градски зелен пазар, кој што ќе ги исполнува сите критериуми, сите стандарди за соодветна трговија од тој тип, за безбедно чување и продавање на храната, на овошето, на зеленчукот, но и на другите видови прехранбени производи. Градскиот пазар се протега, односно ќе биде изграден на површина од 11.599 метри квадратни, градежната парцела, каде што ќе биде изграден тој со услужните дејности, а финансиската конструкција на градскиот пазар и во двете фази е 33,4 милиони денари. Така да ово е еден од поголемите капитални проекти кои што ќе се решат во Делчево. Изградбата на современиот градски пазар, според премиерот Заев, ќе биде уште едно место двигател на локалната економија во Делчево. За премиерот Заев, развиените општини значат и силна економија. Владата со буџетски средства и со поддршка на меѓународните финансиски институции спроведува проекти конкретно насочени кон развојот на општините. Главна цел е зајакнување на инфраструктурата и подобрување на условите за живот на локално ниво. Во таа насока ќе споменам неколку значајни проекти кои се насочени токму за општинскиот развој. Голем успех е тоа што во текот на минатата година се реализирани 99% од планираните капитални инвестиции за спроведување на проектот за подобрување на општински услуги МСИП, кој го спроведува Министерството за финансии заедно со општините. Во 2021 година преку овој проект ќе се реализираат капитални инвестиции во износ од 800 милиони денари. Во рамките на годишниот буџет предвидено е да започне реализација на повеќе проекти, меѓу кои и оној за подобрување на енергетска ефикасност во државата. Освен современиот градски пазар, градоначалникот Трајковски приликата ја искористи да ги запознае граѓаните и со останатите проекти кои се реализирани со изборната програма со која излезе пред нив на последните локални избори. Во изминатиот период го реализиравме и изградивме пешачкиот мост на река Брегалница, ја изградивме градската капела, асфалтиравме една цела приградска населба, населба Басарица, во повеќе од половина град изградивме атмосферска канализација, се реконструираше булеварот, транзитниот булевар низ Делчево, а реков правиме изработка и на генерален урбанистички план кој што веќе е во завршна фаза. Но овој проект кој што денес го почнуваме, секако дека заедно со сите проекти, градскиот пазар, со сите проекти кои што ги спомнав, ќе сведочат и за нив ќе зборуваат генерации и генерации делчевци за одговорното и посветено работење и на локалната власт, но и сериозната поддршка од централната власт која што се дава. Во рамки на настанот, премиерот Заев додаде дека владата ќе продолжи да поддржува трајни добра како изградба и реконструкција на локална патна инфраструктура, водоснабдителна мрежа, канализациони мрежи, реконструкција, изградба на градинки училишта и спортски објекти како и здравствени установи, се со цел подобрување на животот на граѓаните, економски развој и нови вработувања. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.